Верувам дека ќе се договорите, бидејќи на прашањето најмногу заменик министерот треба да одговори дали ќе има даночни реформи или нема да има даночни реформи, бидејќи гледам едни од кај вас излегуваат тврдат ке нема даночни реформи, други викаат ке има даночни реформи и на крај нормално е јавноста да биде тотално збунета, а да не зборуваме за бизнис секторот кој треба да прави планирање за следната година. Врз основа на кои даноци да ги предвидуваат своите бизниси за тие да имаат предвидливост и нормално да работат во позитива, бидејќи прашањето, ако памтите, беше кое што ви го поставив. Кој газда ќе работи на собствена штета? Што ќе следи на сето ова? Ќе следи на сите овие реформи кои ги правите на таинствен начин, ќе следи затварање на фирми, губење на работни места и да дојдам до она што го спомнувавте. Рековте пратеник од кавадарци. Не. Ние сме овде во Собрание на Република Македонија и сме пратеници на сите граѓани во Република Македонија. Не може вие да бидете пратеник само за една општина? Не. Убаво вие си кажавте и ве молам, немој да ми дофрлате сега. Вие не може да бидете само пратеник за граѓаните од Кавадарци и да се пофалите што за таму сте направиле. А зошто не се пофалите дека сте успеале овде меѓу вашите да издействувате и да се добие поддршка за одложување на овие неубави даночни реформи кои власта сега сака да ги спроведе од 2023 година. Зошто не лобирате за такво нешто? Но не ви интересира. Или, може би, нешто друго е во прашање. Велите дека ние измислуваме. Не измислуваме. Директорката на Управата за јавни приходи, Лукаревска, посочи дека од системски аспект Управата за јавни приходи ќе се обидат да ги запазат сите рокови, пазете, со цел брза имплементација на промените во даночниот систем, кој би требало да почне да се спроведува од 1 јануари следната година, 2023, потенцирајќи дека ќе инсистираат навреме да бидат информирани за сите детали како институција која е главна спрега помеѓу Министерството за финансии, компаниите и физичките лица. Што вели Лукаревска на незината изјава? Вели дека ќе има даночни реформи и дека тие брзо ќе се спроведуваат. Ама вие овде сте распар. Едни викаат ке има, други викаат ке нема. Но, не си, такви сте распар цело време, па се крпите и се лепите, ама тоа е, што да правиме. Сега, спомнавте, кога спомнавте Управата за јавни приходи, и морам да го кажам овој дел, спомнавте скенирање на фискални сметки. Колега, јас, вие, граѓаните ќе скенираат фискални сметки и да се радуваат на некој динар малку што ќе добијат. А знаете кој ќе се богати? Сега ќе ви кажам кој ќе се богати. С овие даночни реформи ќе се богати власта, ќе се богатат одредени лица кои криминално стекнуваат имот за кои сите ние имаме сознанија. Ние ќе скенираме, граѓаните ќе скенираат, ама власта ќе се богати. Сега, даноците со воведување на прогресивниот данок, значи во буџетот на 2023 година 352 милиони евра ќе имаме повеќе планирани приходи од даноци. Не паѓаат тие заради тоа што ние имаме зголемена потрошувачка. Пак ќе се навратам на она што претходно го кажував. Куповната моќ на граѓаните е се омала. Потрошувачката нема да се зголеми, тоа е резултат на инфлација, резултат на тоа што вие сте неспособни заради тоа што планирате вакви зголемувања на даночните ставки во период кога не треба да има. Во период на кризи, власта гледа како повеќе да го ограбува населението. 154 милиони евра од придонеси. Зошто?
И кога зборуваме за инфлација, не зборуваме за некаков развоен буџет овде кој го имаме. Не. Затоа што овој буџет за 2023 година е се, само не е развоен. И работи и е програмиран на штета на граѓаните, но со цел збогатување на одредена група на население за која знаеме дека се наоѓа на Илинденска број 2, мислам дека беше, и се категоризира како, тоест бил како трајно неспособен, па еве сега оди по градовите низ Македонија и ги моли луѓето да стануваат да ги видат, бидејќи не може да ги гледа вака како што треба. Се извинувам, ако не ви се слуша, можете слободно да ја напуштите просторија. Значи, ве молам, ако јас учтиво си слушав за нешто што реков одоколу се врти и без факти се кажува, и вие исто така да слушате дека инфлацијата е на толку големо ниво, инфлацијата што е дупло поголема инфлацијата во Македонија за разлика од тоа колкава е инфлацијата во Европа. Сега, ако можеме ние лидери да бидеме во регионот и да имаме литар масло за јадење поскапо од 150% него што било, ве молам, кога литар масло ќе поевтини и ќе се врати на онаа ставка или на онаа сума кога беше 60 денари пред нецела година, тогаш да ми зборувате. А дали ви ја покачивте 150% платата на граѓаните? Не успеавте. Зошто? Затоа што сте неспособни и некадарни да донесете инвестиции овде и да ја направите Македонија подобро место за живење, а не да си вртите од таму каде што на вас ви одговара. Дали кило шеќер е поскап сега за повеќе од 100%? Да, поскап е. Килограм брашно, дали е поскапо за повеќе од 100% во споредба со цените од лани? Поскапо е. Дали платите се зголемија повеќе од 100%? Не се зголемија. Дали ја зголемивте инфлација? Тоа што не знаете да работите и сте некадарни, ја зголемивте. Вие можете сега 100 дена да дофрлате и да зборувате, но јас ќе ви кажам дека денес граѓанинот плаќа поскапа струја, поскапо парно, кај го има парното, кај го нема. Јавниот долг го зголемивте. Јавниот долг е толку многу зголемен во времето на вашето владение, со што повеќе, помалку, тоест во минатото. Не зборувам лаги. Лага е вашето дофрлање, колеги, кои убаво го правите. За 5 години потрошивте буџети со вкупна вредност од 20 милиарди евра. Дали има нешто изградено, направено? Не. Синдикатите ги извисивте. Сега по судови ќе ве даваат, ама се прашувам кој суд? Дали на крај можеби ќе завршите во Уставен суд, бидејќи тој по мерка си го направивте. Наставниците добија, морам да го спомнам ова, наставниците добија лажно покачување на платата, бидејќи инфлацијата им ги изеде средствата кои вие им ги дадовте. За жал, покачувањето од 15% не е доволно, бидејќи инфлацијата е 20%. Ковачевски, кога набавуваше тањири по цена за тањирче од 88 евра, и сега време криза било, па морало да биде 88 евра, не можеше да биде 100 евра. 2,5 милиони евра се трошеа во минатото за автомобили претходната година, ама оваа година, замислете, имаме намалување на ставката, бидејќи е време на криза, и таа негде околу 1,6 милиони евра изнесува. Не работите домакински, не работите одговорно, не работите транспарентно и не ве бива. Час поскоро оставка да си дадете е најубаво нешто. А господине Минов, вие можете да помогнете со тоа што ќе поддржите предвремени парламентарни избори. Ви благодарам.